текст велеше како прашање го постави, вика каков град сакаме ние, дали да биде стокмен или дали сакаме да биде растокмен. И мислам дека токму со тоа прашање можеме да тргнеме да дадеме одговор на ова прашање. Паметен град. Паметен град е улично да се изразаме болшит. Мислам тоа, не знам дали може некој да ме разбере во невулгарен контекст. Градот секогаш бил паметен. Кои сме ние денеска да кажеме дека ние сега ќе правиме паметен град, нели? Градот секогаш бил паметен бидејќи градот ни ја дал цивилизацијата. Градот бил почетната точка на цивилизацијата. Преку тие некои технократски концепти, концептуализации на градот, градот почнува да добива некои нови димензии, нови размери кои што излегуваат од оној човечкиот размер. Почнува градот да се креира не за човекот, туку градот почнува да станува една машинерија сама по себе, каде што човекот веќе го губи својот контекст внатре во себе. Големиот проблем е што тие процеси започнати тука некаде во средината на 20 век, каде што концептот за градот и размислувањето за градот почнува да зазема една сосема нова траекторија. Почнува градот да го губи оној дискурс со човекот. Човекот престанува да го разбира градот. Почнува да зборат на различен јазик. Не знам, зборат јапонски, ние зборуваме македонски. Не се разбираме повеќе со градот. Ниту градот не разбира нас. Што сакаме ние од градот? За да можеме ние некако да се произнесеме по тоа како градот треба да има тенденција, тогаш треба навистина да се седне и убаво да се размисли што сакаме да направиме прво од градов. А за да размислиме што сакаме да направиме прво со градот, треба прво да знаеме што сакаме да направиме прво со нас самите, понатаму треба да знаеме што сакаме да направиме со општеството во кое што живееме, во делокругот кај што делуваме, па со општеството понатаму, со државата, тогаш градот следствено како процес ќе дојде и тој, ќе му дојде и нему редот. Кај нас мислам дека се уште не му е дојден редот на градот. За жал. Се уште се плеткаме со оние процеси на себе запознавање, на идентитет, на кои сме ние и на кој начин треба ние како македонци некако да се поимаме себе си. Така да мислам дека на градот се уште не му е време, се уште некако тоа насилно го правиме, без некој познавање, како деца кои што играат игри, разбирате, без да знаеме кои се тие реперкусии. Во урбаното планирање секоја една мала линија која што се влече, таа има реперкусии низ генерации. Буквално низ генерации. Таа една мала линија може да биде продор низ урбано ткиво. Тоа што е зацртано по документ кај нас и на кој начин тој се создава, тоа мислам дека некако ја покрива целината. Агенција за просторно планирање, животна средина, индивидуалци, не знам, академија на политичари, економија, сектор, приватен, јавен, така натаму, сообраќај. Сите тие се треба и се вклучени, нели? Но тука има еден клучен проблем. Тие се вклучени, нешто се создава, но тие не треба да бидат вклучени само во распределба на некои тематики во градот. Тие треба да бидат вклучени во една заемна соигра на како тоа постава ќе се аплицира во реалноста. Реалноста и апликативноста на тие работи кои што се дискутираат се оние клучни за кои што треба да дискутира истото тоа тело, создадено толку многу најразлични фактори. Како од хартија тоа ќе се пренесе после во градското ткиво. И тука мислам дека има еден оштар рез каде што ни е тоа сосема непознато, каде што влегуваме во некоја дистопија.